Почитувани, добра вечер. Ја следите анализата на телевизија 24. Подпишувањето на договорот за името меѓу Македонија и Грција отвори можност земјава да стане членка на Европската унија и НАТО. Но до целосната формализација или имплементација на овој договор има уште предизвици, има уште точки кои можат да создадат бурни времења или проблеми на овој пат. За овие предизвици ќе зборуваме вечерва во емисијата, како и за самиот договор, за престојниот референдум и за сите оние главни моменти кои следуваат. Наши вечерашни гости се министерот за надворешни работи, господинот Никола Димитров, како Добро вечер, како и еден од основачите на Евроатлантскиот совет во Македонија и универзитетски професор господинот Ризван Сулеймани. Господа, добра вечер. Јас морам да кажам на почетокот на емисијата дека беше предвиден уште еден гостин кој за жал во последен момент откажа. Нема да го именувам, не е толку важно, не е ниту политичар, ниту избран функционер, немаше обврска да дојде, но сепак ќе беше добро за дебатата, но сепак тоа е тоа. Одиме со министрот Димитров, она, како што кажав, следува имплементација, следува референдумот, следува после ратификација и во грчкиот парламент, но сакам за вове да ве прашам. Договорот различно го интерпретираат. Некои го критикуваат дека е лош, дека ги предава македонските национални интереси, дека е спротивен на нив, некои дека е добар. Значи имаме различни интерпретации, но кога ви прашал, сакам да ве прашам една друга димензија. Дали договорот е добар суштински, сам по себе, како што е направен, или е добар во овој момент историски, во овие околности, и дали е добар според тоа дека е добар, дека е направен најдобро како што можел да се направи сега во овие прилики? Пред се дозволете, јас сум уште под печаток од една многу енергична група на граѓани во Куманово, само што се вратив и сакам да ги поздравам сите кумановки и кумановци што можеби сега гледаат. Отидов јас да им давам сила и да објаснувам, се враќам посилен. Така што под импресии сум уште од таа средба, една многу убава, срдечна и горда средба, би рекол. Ние во две димензии ќе одговорам. Прво, долго време се обидувавме да најдеме начин да ја отклучиме вратата на НАТО и на Европската унија од околу. Да го заобиколиме ова прашање, од оздола да се протнеме. Се обидовме со карање. Имавме впечаток дека времето работи за нас. Тоа беше периодот што водеше можеби кон 2004, 5, 6, 7, особено кон самитот во Букурешт, каде што не успеавме, бевме блокирани баш околу прашањето на името. И политиката на антиквизација што започна во декември 2006 година со аеродромот, со преименувањето на аеродромот во Александар Велики, дефинитивно го и критично го преврте таа динамика и времето почна да работи против нас. Бидејќи тоа даде прво дополнително го искомплицира прашањето, кое што и така е многу тешко и многу комплексно, и даде аргументи на силите што можеби не сакаат да се надмина ова прашање на другата страна, во Грција. Мислам дека сега успеавме поискрено и похрабро да се соочиме со проблемот, затоа што излеговме од една морална криза која што го созреа нашето општество. И таа криза покажа дека површната одбрана на националните интереси била користена за покривка за разни злоупотреби од оздола, за кои што чувме преку така наречените бомби во 2015 година. И затоа мислам дека сите се осмеливме, наместо тој површен национализам, тука сме јунаци кај нас дома.
на площадот во Скопје, низ нашата држава, низ Македонија. Да го смениме со еден визионерски патриотизам, малку да земеме одговорност што правиме, цела генерација помина додека ние чекаме во чекалната, што правиме, како да ја отвориме таа врата, при тоа да го заштитиме тоа што ни е најважно и така почнавме од 5 соседи, 2 членки на Европската Унија, 3 членки на НАТО, од двете членки Бугарија и Грција со двете држави проблем. И тоа беше идејата, да се тргне прво едниот, да се фокусираме на другиот. Мислам дека не е до крај праведно да судам можеби што ќе беше ако ние имавме таква свест, например по американското признавање на уставното име, ноември 2004 година. Дали тогаш можеби во тие околности и нема доволно елементи, не знаевме грчката влада во тоа време. Така што тоа што можам да проценам, иако сум јас многу долго во овој процес, 15 години од 2003, и како преговарач, и како козастапник на Македонија во тужбата против Грција во Хаг, и како амбасадор во Вашингтон, во Холандија, во Брисел специјален пратеник. Мислам дека во дадените околности зрелоста да подадеме рака да направиме пријател од земјата која што ќе ни стане сојузник, оти ние, ако влеземе во НАТО, Грција ќе не биде сојузник. Влегувањето во ЕУ истото тоа го значи. За тие да ни бидат сојузници, во организации каде што се одлучува со консензус, сите до една мора да се сложат, треба да насакаат внатре. И затоа практично водиме политика со која што е многу тешко нашите соседи да имаат кавга со Македонија. И во дадените околности, овој текст е текст што ги затвара главните грижи на двете страни, бидејќи ако е едната страна препоразена, тој ќе создава непријателство, нема да може да ќе пропадне на крајот. Мора да има и фактот што двете опозиции имаат многу блиски ставови, и во Грција и во Македонија, укажува дека ова е еден добар компромис. Ние правиме повеќе, меѓутоа ние и добиваме повеќе. Да, добро, ќе влеземе малку во точките на договорот, ќе зборуваме за нив подетално. Професоре, и договорот со Бугарија, кој го спомна министерот Димитров, и договорот со Грција, едни од критиките за двата договора е дека двата се асиметрични, дека наметнуваат повеќе обврски за едната страна, помалку за другата, или дека едната страна треба да направи многу поголеми и поболни отстапки од другата страна. И тоа е, и така се наметнува прашањето дали тие се фер договори за постигнување на компромис, дали е тоа навистина вистински компромис? Прво мислам дека асиметрична беше битката. Затоа што Република Македонија 2 милиони држава, со GDP вакво како што има, со невработеност вакво како што има, мултиетничка држава, со многу отворени прашања, требаше да се судри, односно треба да преговара со две држави кои се и бројно поголеми, и економски помоćни, и војно помоćни, плюс членки на Европска Унија и НАТО, и треба да издействуваш договор кој сепак на крај ќе ги задоволува потребите за што Република се определи. Значи, во овој момент Република Македонија имаше две крупни цели. Прво, на некој начин да го загарантира идентитетот на македонскиот народ и да отвори пат према НАТО и Европска Унија. Ако овие две цели поставени и барани од граѓаните на Република Македонија, како најопшт консензус и по социјална, и по етничка, и по верска, и секаква основа, се барање и со преку договор успеваш да ги решаваш, тоа значи дека договорот е симетричен, но битката беше асиметрична. И ако треба нешто да се бара пофалба, како успеа тој дефицит да се надокнади од страна на Република Македонија во една битка на асиметрични две држави. Тука е умешност. Мислам дека тука има и малце, да не ми ставиме дека сите заслуги се само на ова влада, туку малце се сплет на околности, ама умешноста на политичарот е токму тие сплет на околности да ги стави во функција на решавање на одреден проблем.
која беше таа спредна околност. Долго време нели ние се очувавме со тоа вратата на НАТО се отворени, ама ние не можеме да најдеме клjučи или само е подотворена и не гледаме дека некој ставил нога зад вратата. И имавме една плурална дебата политичка која по суштина се претвори во биполар. Кој што двете заедници, најмоćните политички сили во Република Македонија ги држат долго на власт. И од прилика тоа може да го опишеме вака. Едниот ќе кажеме име даваме, НАТО не даваме. Другите ќе кажат НАТО даваме, име не даваме. А во суштина тоа беше доволно да се успостават во таа лулячката на власта и цело време да се лулјат или па да се играат некој пинг-понг, кај што ние, општиот граѓанин, е топката која што се удира. И некому текна да е ова игра да ја затвориме. И како ќе ја затвориме? Па ако им даваме име и НАТО. На некој начин, сега дојдемо во ситуација да Република Македонија, крупните прашања, кои се отворени, а треба да се решат, затоа што по мене имаше два пристапа, да кажам, на решавање на проблемот, условно да кажем, од македонската гледна точка. Една која што викаше да, прво ние мора да го зацвртиме идентитетот, затоа што ако го зацвртиме идентитетот, ќе зацвртиме држава. Другите како да, нас не треба држава, јака држава, стабилна држава, за да имаме стабилен идентитет. И сега, прашањето, дали можеме истовремено и идентитетот и државата да се стабилизираат. Зашто? Да речеме, некој би може би поставил прошање, па Ризван Сулејмани сега е циничен и не знам како, ова не е искрен, што го кажува, е пред кампања, му служи некому, и зашто и јас би бил толку заинтересиран, да речеме, македонскиот идентитет да биде решен. Ја ова не го кажувам денес. Да. Долго се сеќам по Канал 5, не знам пред колку, 2008, кога што се чекаше ноќта, кога се чекаше одлука, викам, како секој рационален човек, кој сака да живее и да прави перспектива за себе и своите деца во една држава, прва работа што сакам да викам, дали би сакал ја да живеем со мои комши, кои што немаат стабилизиран идентитет и перманентно ќе бидат под удар на некои други центри на одлучување надвор од Македонија, и јас како помала заедница ќе имам работа со 4 центри на одлучување, наместо да имам со еден центар на одлучување кој е стабилен. А тој центар на одлучување е внатрешен, тоа се моите комши, со кои што многу побрзо ќе се разбира, него ли со еден центар во Бугарија, со еден во Грција, со еден во Белград и не знам како. И затоа секогаш ми бил многу битно дали мојот комшија ќе биде доволно стабилен за да можам со него да градам перспектива. И затоа, кога денеска албанците гледаат, да го прифаќат договорот, не е тоа како што некој сака да го интерпретира, албанците не ја кројат судбината. Не. Албанците делат иста судбина. Албанците се во ист брод. И не смееме да дозориме да тој брод тоне. Зашто ако тој брод протоне, сите ќе пропадне. Да, има едно прашање кој е поврзано со албанците и со договорот, ќе ве прашам тоа следно. Министре, излезе вчера она информација од Wikileaks, протече во прилично интересен момент за тоа како владата на Груевски во 2008 година, тоест истекувањето од 2008 година од Американската амбасада, кој тогашната амбасадорка Миловановиќ го праќа дека владата би прифатила Република Северна Македонија. Но сепак во документот пишува дека владата на Груевски бара уставното име да остане за внатрешна употреба, тоа е значи повторно таа двојна формула која тогаш беше во оптек. Би кажале ли дека со овој договор кој сега е постигнат, сепак најголема отстапка од македонската страна и најболна е тоа што мора да се менува уставот? И она што сите претходни влади и сите претходни преговарачи и министри им беше на некој начин некаква црвена линија. Тука има пак две поенти, не знам дали вака ќе продолжиме со секое прашање, ама
се едно. Прво, опфатот, дали ќе биде едно име за се, или едно име дома, а едно име за надвор, за меѓународна употреба, секогаш, барем последниве 15 години, е врзано со какво ќе биде тоа име. Позицијата, уставното име дома мора да остане, а спремни сме за компромис во меѓународниот дел, можеше дури и да се постигне ако прифатевме име што немаше да содржи збор Македонија, например, за меѓународна потреба. Значи тоа било можно како Најверојатно ќе беше Опција. можно. Не беше тоа, бидејќи тоа не е одржливо, е лошо решение. Тоа по тој пат не тргнавме, меѓутоа јас проценувам дека тоа можеби и ќе беше можно. За другата поента. Во тој момент, ако ја слушаме грчката опозиција, другата страна уште не била толку порасната за да може да прифати идентитетските моменти. Македонски јазик, македонски народ, македонци. И практично, ако се слушаат критиките на двете опозиции, критиката на нашата овде е главно околу опфатот, зошто едно име за целосно потреба, што вклучува уставни измени, уставен процес, а критиката таму е зошто дозволивте македонци, македонски јазик и така. Основниот страв да се додаде одредница до името Македонија. Оти во таа синтагма Македонија е именката. Другите се сите придавки. И Република е придавка, социјалистичка беше, народна беше, и оваа е придавка северна, географска, што се одвествува со нашата позиција во поширокиот географско-историски регион Македонија. Факт е дека сме во северниот дел и оттаму северна. Значи, да инсистиравме на двојната формула, немаше да има договор. Грците да не дозволеа во 21 век во Европа да имаме право на самоопределување, самоидентификација, да биде македонскиот јазик македонски јазик, многу е експлицитен тој параграф во членот 1, немаше да има договор, бидејќи ние не можеме да преговараме за идентитетот. Тој не е резултат на политичка одлука или на референдум, тој е резултат на историски процес. Значи, тие беа нештата без кои што нема да постигневме договор. Сега, мислам дека е погрешно меѓу две, ова многу ми се допаѓа комшии, кога 20 комшии се договараат, ако едниот се чувствува целосно поразен, не функционира. Мора, и мислам дека има тука доволно, а одвај ги врзавме двата конци. Се скинеа, стопати се кинеа, до последните денови не знаевме дали ќе успееме. Нашиот став и приот беше дека за да го тргнеме стравот од додавка кон името Македонија, ние мора да биде јасно од одредбите во договорот дека македонскиот јазик е македонски јазик, тој е главниот столб на нашиот идентитет, и дека македонскиот народ е македонски народ, тоа различно значи кај нас, различно значи кај нив, и тие користат македонци, ама мислат на други нешта. И така стигнавме практично до овој компромис. Да, но господин Димитров, еве, веќе имаме некои, можам да кажам, можеби проблеми во однос на договорот. Еве го случајот со американската армија на Криволак, имаше уште еден случај. Тие веднаш се... Што... Нас... Да, они се извинија, но сепак... Прво договорот уште не е во сила. Веројатно, дали ќе создава овој термин во еднина вакви? Во договорот нема ниту една придавка или збор северно-македонски. Воопшто не постои. Ние во сиве овие години, кога ќе нарачат, например, Славо македонци, реагираме кон тој меѓународен медиум. Тоа не значи дека ние сега ќе треба, ако направивме ова, и сега ќе треба да седнеме и да не работи. Ќе треба многу работа, ама има неколку факти. Договорот не е влезен во сила, уште не се знае баш за него. И таа работа ќе се легне, ќе треба да се работи, ќе треба да се објаснува, ќе треба да се реагира, како што сме реагирале и претходно на многу нешта. Да, но и ќе биде тешко да се објасни кога, например, ако некој мене ми каже или на господинот Сулеймани дека е северно македонец, нема да не биде навредливо, бидејќи ќе бидеме од таа држава, но за вас можеби ќе биде.
Бидејќи Државјанството, тешко се разликува државјанството од етничката конотација. државјанството исто во членот 1 може да биде македонско и може да биде граѓанин на Република Северна Македонија. Да, но зборувам во разговорна смисла, нели? Според ова. Тоа значи договорот не дава таква можност. Ниеднаш не употребува таков збор и таква придавка. Да, нема во договорот, нема. Нема во договорот. И тоа, мислам, мора да се треба да ги информираме и граѓаните и треба да знаат. Што е толку страшно ако е името Македонија? Ако ние сме македонци, што зборуваме македонски јазик. Јас мислам дека не само што не, мислам дека се афирмира ќе го има македонскиот јазик во документи каде што го немало. Например, во комуникација меѓу нас и Европската Унија. Ние немаме ни еден меѓународен договор со Европската Унија каде што се споменува македонски јазик. Тоа значи дека ние го реафирмирам и плюс затвараме една ера на предизвици постојани од нашите соседи. Што ни овозможува да се бавиме со реалните прашања во овој заеднички брод во кој што се наоѓаме. Со сите делови од други народи, граѓани од други немнозински етнички заедници во земјава. Можеме да се бавиме со тоа што прво ќе влеземе, ќе се реформираме, ќе имаме пристапни преговори. Ќе си влеземе во НАТО, пораката е оваа држава е тука да остане во овие граници. Тоа ќе привлече повеќе инвестиции. Овие денови, повторувам, има нови податоци од Народната банка на Црна Гора, последната 29-та НАТО членка, дуплирани се странските инвестиции од НАТО членките, а 25% е рипнат туризмот од НАТО членките. Лани имале во првата половина 96 милиона, сега има 215 милиони евра странски инвестиции во Црна Гора. Да, тоа се придобивките од договорот. Да. Господин Сулеймани, сакав да ја прашам кога спомнавте за албанците и договорот, интересен е ставот на албанските политички партии уште од самостојувањето во однос на прашањето за името. Имаше, ми се чини, некој став уште тогаш дали од ПДП тогашната и подоцна тој беше реафирмиран дека на албанците генерално им пречи доколку во името биде вметнат некој словенски карактер на земјата, дека тука би можело да има проблем, но генерално други некои забелешки, барања или и немало. Интересен е тој став, бидејќи еве албанците во Македонија така се доживуваат дека стално има некакви барања за ова, за она, но еве за името што е сепак проблем, главен проблем кој ја држеше земјата закочена, заробена, проблем кој влијае на сите, сепак за албанците никогаш не беше нешто премногу така Албанците не се гениалци, албанците се обични граѓани како сите други граѓани, со нормална интелигенција кој што се сите други, затоа што во светот по всеопшто правило дека интелигенцијата, интелигентноста е равномерно распространета на целиот свет и никој не може да се пофали дека овој народ е поинтелигентен или помалку интелигентен, но прашање дали околностите им дадат можност да дојде до израз. Но албанците една работа зошто така атхок, не атхок, перманентно од старт се определија за една европските интеграции НАТО. Затоа што албанците платија најголемата цена од изолација. Они имат многу тешко искуство на изолација со Албанија, која во време на Енвер Хоџа, кој остана ни на исток, ни на запад, па се уште не може да се опорави од тоа. Имаме историја на изолација и да речеме и со случајот Косово и така натаму. И затоа во овој момент, пошто едно општо мисли, не само кај интелектуалците, не само кај политичари, и граѓаните дека не смееме понатака да останеме изолирани. Ние мора да фатиме чекор со прогресивниот свет, зашто тоа нас многу ни коштало и пак може да ни кошта. И затоа во тој математичко нишево, кога треба да се определи измеѓу стратешките определи, интеграција во НАТО и Европска и моменталните интереси, ние секогаш сме ги жртвувале овие моменталните интереси, дури некогаш и поцена на националните и колективните интереси за стратешките интереси. Умешноста на политиката да не ги губи овие две крајности и да прави баланс. Ако малце се анализира политичка сцена во Република Македонија, зошто губевме како губевме време? Владата 2002-2004
отиде во стратешката определа НАТО-ЕУ. И како да ги спостави моменталните, хитните, неопходните интереси на граѓаните. И ја изгуби власт. Оваа последната власт перманентно беше со јавното мнение на граѓаните и ја изгуби стратешката определа. А умешноста, како што реков, е да се најде баланс, да не го забориш патот на кој што се тргнал, но и народот да не ти остане зад себе. Албанците помал се ја прават таа жртва, даат повеќе приоритет на стратешките определби, токму од оваа историска и оваа огромна цена што имат платена од изолацијата, затоа што знаат дека изолацијата нив многу им кошта. И во оваа, да кажеме, битка на една емоционална, по мене дури малце вештачко набиена емоционална тема која се држи перманентно, и една перманентно која што влезе на стратешката определба, ние сепак успеавме да го содржиме балансот. Сега, како да има тенденција да овие сили окрупнуваат према стратешките определби, но ќе мора да водат сметка, еве сега како порака на министрот и на владата, и за овие хитни неопходни потреби. Но, со обзир на околностите во кои живееме, кај што не чека и да се гледат веќе некои темни магли околу нас, ние мора малце да убрзаме, што побрзо влеземе во едно засолниште, кај што ќе биде побезнено, во едно побезнена околина, во едно побезнена средина, да можем понатака да расправаме со овие проблеми кои се уште не се затворени до крај, да бидеме искрени и во нашата држава. Но, зошто мене ми се поставуваат прашања да речеме, добро бе, што правиме сега ние, гледаме сега, идеме Европска унија, НАТО, албанците, гледаме дамо, нели, Велика Британија напушта ЕУ, напушта НАТО. Голема е разликата. И таму има проблеми. И таму има капки. Но разликата таму е семејна кавга. Семејната кавга како завршува на вечер за заеднички стол, вечерата. А кавгата со комшијата завршуваш во болница. Да избегнеме оваа кавга со комши, внатре нашата ќе најдеме начин како ние понатака ќе имаме различни видувања за многу работи, и тоа е демократија, ама прво да избегнеме ова големата кавга, да не се најдеме во болница со цепени глави, а на крајот пак претпоставам, ако сме доволно паметни, а мислам дека имаме и доволно искуство сега да собереме памет, на вечер колку и да се караме, ќе седнеме во заедничка маса и ќе продолжиме понатака да се расправаме и да бараме решенија за овие работи. Да. И во тоа е мудроста, колективната мудрост на албанци. Не дека имавме ние перфектни, да речеме, политичари, но мудроста токму на албанскиот граѓан кој што тргнувајќи од оваа голема цена што ја плативме низ историјата. Да, министре, вчера во вашето обраќање на таа тркалезна маса што беше организирана, кога зборувавте, имавте еден интересен сегмент кога зборувавте за европските земји, кажавте нешто од прилика дека европските земји треба некогаш да повеќе да поработат на приоритетите кон овој регион, сега парафразирам. Нели вие знаете како точно кажавте, но и да повикавте да имаат поголема искреност некогаш во своите заложби, така да тука се виде една критика, вие знаете кон кого? Суптилна, да. Мислам дека отприлика се насетува и дека сето она што се случуваше со датумот за преговори и очекувањата кои Македонија ги имаше и што потоа се случи. Целата приказна како оди, но еве ќе ве прашам во тој контекст во односи на договорот. Има страв и би кажал прилично оправдан и реален во контекст на сето тоа што се случува на Македонија од осамостојувањето, дека можеби држава ќе ги исполни сите обврски, ќе го имплементира договорот, ќе ги имплементира и уставните измени, сето тоа и потоа на некој начин да се најде некаква пречка, некаква сопка, дали нема да се имплементира во Грција до крај, дали нема да се ратификува, дали некоја сопка на европскиот пат,
дека земјава повторно може да остане на некој начин со куси ракави? Прво, веднаш да расчистиме, нема никакви шанси, дури ни теоретски, ние да ја завршиме нашата работа, ево овде нека е линијата на сред... Грција да не ја заврши нивната работа и ние да останеме на оваа линија. Ако договорот не влезе во сила, се ќе паѓа во вода. Ако Грција не го ратификува договорот, во уставниот закон тој момент ќе биде условен со дали уставните мани ќе бидат во сила или ќе бидат ништовни. Тоа е искуство низ кој што помина ирското прашање. И во нивниот договор имаше иста таква условеност, бидејќи таму имаше уставен процес. Значи уставните Таа измени ќе бидат работа со таква условеност. Ќе бидат со условеност во уставниот закон, бидејќи мора да имаме правна сигурност, како што и ним им треба правна сигурност. Второ, влегувањето во сила на договорот е условено не само со ратификацијата на договорот во грчкиот парламент, туку на истата сесија ќе се ратификуваат и пристапните протоколи за нашето членство во НАТО. Значи, за да стапи во договорот во сила, станицата кон НАТО ќе помине во Атина. За да се имплементира договорот во делот на домашна употреба. Во политичкиот дел, значи документи исклучиво за внатрешна употреба, за таму да се применува одредницата, името со одредницата, Република Северна Македонија, тоа ќе ги следи поглавијата во пристапниот процес кон Европската Унија. Колку повеќе поглавја Македонија отвара, толку повеќе ќе биде имплементиран договорот. Значи, и Грција ќе има интерес ние да се движиме по тој процес кон Европската Унија. Сега, ние секогаш можеме да се плашиме, ама мислам дека многу повеќе треба да се плашиме од пасивноста, од изгубената генерација, од тоа што ние имаме, како што и тие имаа некои политичари кои што живееа од овој проблем. И мислам дека нема по-патриотски чин, ние сега дебатираме за патриотизам многу во врска со договорот, овие денови, овие недели, ако имате тек или пречка за вашата државност, за вашата иднина, за вашите деца, за вашето семејство, нема поголема патриотска должност од да се пресече тој тек или да се тргне таа пречка. На начин што ќе го зачува тоа што ви е важно, ќе овозможи и другата страна, за да може да живее ова се. Вие рековте, ама уште вака не нарекува. Договорот е првиот чекор. Ако ние инвестираме во тоа пријателство, како што почнавме, и со Бугарија, и со Грција, со Албанија имавме прв пат историска заедничка седница на двете влади. Ние не можеме да имаме срекна и успешна Македонија ако регионот не ни е. И ние ќе ги најблиску ќе бидеме во нашите интереси со нашите соседи. Регионот не ни е многу голем. Дури и целата Европска Унија, за да има вистина глас глобално и да се надпреварува и со Америка, и со големите држави од Азија, треба да биде многу обедината. Таков кон тоа оди светот и кон тоа одат меѓународните односи. За 5 години од сега јас гарантирам со мудра политика дека ќе се свртиме назад и ќе бидеме искрено зачудени како ова успеавме да не го затвориме 27 години. Зошто не го направивме 90-тите, зошто не го направивме од 2004-5, 6-7 пред самитот во Букурешт. Напротив, ние го искомплициравме. И таа политика на сите други ни се криви. Ние сме добри, ама судбината ни е лоша, има многу неправди, сите ни се криви. Таа мотивира на немоќ и на пасивност. И јас мислам дека наративот на жртва практично се користи да се покријат сопствените проблеми и сопствената неодговорност. Дајте да ги реши. А и ова е растење не е само наше, ова е растење и на Грција, затоа сега имаат протест во сабота. Апсолутно не поминуваат работите лесни и кај нив. И со Бугарија ќе има, нема да биде ова преку ноќ. Анкетите во Грција се полоши него анкетите во нашите три држави објективно покажаа европска политика
и растење на кое што на Балкан толку му е неопходно. Бидејќи потонавме во надпревари што не се продуктивни и додека ние се расправаме кој е најстар народ на Балканот, нашите млади аплицираат за работа во Берлин и во Минхен. Дај да се надпреваруваме во тоа што е важно за денес и за утре. После тоа може да си продолжиме пак по таа дебата ако уште ни е важна. Ама не може да сме горди само на нашата историја, а денешнината да ни е ваква кревка и кршлива. Не е честно кон нашето следно поколение. Ако може само да Да. Кога ваквите договори се случуваат или кога за вакви работи се расправа, треба да се има една работа на што се нарекува стратешка култура. Што тоа значи? Ние треба да градиме заедничка иднина со сите наши соседи, ама со различна историја. И секогаш во овие вакви ситуации, посебно некои интелектуалци, или така наречен интелектуалниот конзерваторизам се јавува, кој што се натоварен со некој багаж од минатото, и тој багаж од минатото кој е конфликтуозен, кој е недоверба, кој е така, многу им прави проблем да сфатат дека доаѓа едно ново време кај што се треба да се гради заедничка иднина. И многу е битно да се направи резултантот од таа битка и меѓу визијата и мудростта од минатото, да на крајот преовладува ова првото, односно да има посилна компонента. И не случајно во светот, или во оној прогресивниот свет, западниот, ние викаме демократија. Не викаме аристократија, не викаме академиократија. Тоа, ако со оваа проблематика се баве академците, не дека ќе најдува подобро решение. Може уште повеќе да ја заглават. Кои ќе се опуштат во минатото, на минатото не му се знае почетокот. И во тој огромен простор ќе се изгубевме, како што се губевме долго време, како и денес кога гледам некои мои колеги, се утепа превртувајќи камења, дрва од минатото и никако да свртат глава према иднината. И затоа светот се одлучи за демократија, кај што доаѓаат политичари, не мора да се академци, не мора да се биде многу интелектуалци, но треба да имат визија за иднината. А иднината не е целосна слика, таа е делови од слика имаш и само некој кој што има способност на интуиција и визија може да ги состави тие делови од сликата како би требало да изгледа иднината. И оваа битка денеска што јас ја гледам помеѓу мои колеги, да речем постари, кои јас не кажувам дека не се добро обучени, едуцирани, читали, пречитале многу книги, оние не сваќаат дека тоа веќе им е проблем. Со тој товар што го имат, на основа на тоа да предвидат иднина. Затоа, некогаш, иднината повеќе треба да се пушти на помладите, по слухот на интуицијата и визијата, да бидат тие носечи на проблемот. И не треба да не плаши, добре, ти уште еднаш ќе натера да размислиме, но не смеат да не запрет, односно да ги запрет овие помладата генерација, зашто и јас не можам да се кажам дека не спаѓам за некоја да кажам ајде генерација не многу стара, ама веќе кој што ги имам поминато некои тие работи што и мене ми представуваат проблем, кога се дури со моите деца кога се расправаме за некои проблеми дома, односно за некои работи за иднината дома, зашто има сосема поинаку иднина и некојаш јас мора да признам дека се тие во право. Зашто мене токму тоа ми пречи. Да. Ако може Да. да се надоврзам, ме инспирираше за регионов и за иднината. Кога бев не многу одамна на посета во Приштина со колегата Беџет Пацоли, министерот. Честитав, тоа време имаше поместување за визна либерализација за нашите соседи, за граѓаните на Косово и честитав. Он вели, јас треба тебе да ти се заблагодарам. Викам, ама не сме внатре, членките одлучуваат, парламентот, скоро имаше една одлога Европски парламент. Не вика, вие ова што го направивте. Толку дигнавте едно движење напред на целиот Балкан, што не можеше, требаше успех и кон нас,
некаков да се направи и таа енергија, вие што ја дигнавте, ни помогна и нас. И има слични сигнали некогаш и од Тирана, бидејќи ние заедно се ја направивме исчекор. И овак вие, бидејќи должам делумно одговор на претходното прашање, објаснив само за Грција. НАТО членството е многу известно. Ако ние ја завршиме нашата работа и тие ја завршат нивната работа согласно договорот, ние би требало да станеме членка за година и нешто. Пристапните протоколи ќе се потпишат на почетокот на идната година, ќе помине ратификацијата низ 29 парламенти и со тоа ние ќе се станеме формално правно и членка на НАТО алијанса. Кај Европската унија, ја цело време се залагам за искреност и ќе бидам целосно искрен. Од заклучокот вели дека е трасиран патот за отварање на преговори во јуни 2019 година. И спомната е меѓувладина конференција, што е првиот формален чин на отварањето на пристапните преговори, дека ќе се одржи до крајот на 2019 година. Додека ние чекавме во чекалната од сиве овие години, светот не остана ист, нити па ЕУ остана иста, а нити па Балканот секогаш ќе биде еден ист. Ние мора да ги земеме предвид движењата околу нас и така да ги испитуваме секогаш повторно своите интереси и своите интереси. Черчил има за тоа, вика, колку и да ти е брилијантна стратегијата, повремено гледај што се случува околу тебе во реалноста. Ќе треба да бидеме многу посветени на реформите, за и тие земји што имаат други, нема врска со Македонија тоа. Имаат своји национални политички калкулации, други некои елементи земаат предвид. Ќе треба да блеснеме за тоа да не биде сосем сигурно. Меѓутоа, одговорноста на тие што не преземаа одговорност. Најлесно во политиката е да не правите. Ако правите, ќе ве судат сите, бидејќи се гледа. Ако не правите, луѓето не ни памтат дека, ама неправењето исто има политичка одговорност, бидејќи создава, има одговорност за пропуштени шанси. Следната шанса може да е далеку, може да е потешка. Пропуштената шанса да фатиме чекор во контекст на ЕУ, нас сега ни е многу потежок и многу потесен патот. Процедурата е потешка, пристапниот процес, расположението е поскептично кон проширувањето. И тоа е реално да го земеме ние предвид. Не можеме да се, нема да биде преку ноќ. Ама имаме собствена одговорност сите заедно со претходни раководства. Зошто не сме се обиделе, зошто не сме ја препознале оваа опасност? Дека нема секогаш да не чекаат со раширени раце. И овој воз сега е реален, ако го пропуштиме и овој воз, ниеден политичар во моментот во Македонија, не бидејќи тоа не го знае никој, не го знаат ни во Берлин. Вчера за тоа разговаравме на тркалезната маса. Дури гостинот рече, во вашата генерација ова е веројатно последната шанса. Значи не знаеме дали ќе има нова и кога таа ќе дојде. И затоа мене ме фрапира ноншалантната, многу со леснотија некако овие што мислат дека ова е тешко прашање. Ама има премногу леснотија во не. Или еве, нема ни да биде тука. Еден човек што би требало да биде еден од столбовите во лидерството на Република Македонија, на денот на референдумот, ако тоа се покаже како точно. Ако ова не успее, може да има лоши импликации врз државата. Наша задача е тие да ги предвидиме и да размислуваме. Ова професорот малку направи една блага алузија на тоа. Не е дека живееме во регион со вакво тепсија, мирно море. Бранови има, нити па сме остров. Да сме остров, да не зависиме ништо што се случува околу нас и така натаму. Сакам да кажам, мислам дека одговорноста наша е стратешкиот дел да го решиме и следната битка ќе биде битка за принципи и за ова дома, ова што вие велите, оди таа исто не смее да се запостави и тука како растеме по овие прашања, така ќе треба да растеме и што правиме во домашната политика. Да, но опозицијата вели, од прилика, ние сме за ЕУ и НАТО, нема друга алтернатива и за нив, они се согласуваат, но велат, ние ќе направиме подобар договор. Договорот не е добар. Што не направи 11 години. Ние, прво, не беше веќе ни само до разликата околу името. Столтенберг рече, кој замислуваше пред една година
дека ќе седам овде со вас во Скопје и ќе разговарам за вашето членство во НАТО. Бидејќи од Варшавскиот самит наваму, освен прашањето на името, ние имаме и други услови. Владење на право, имплементација на рамковен договор, слобода на медиуми е спомната, фундаменталните вредности на демократиите се спомнати. Европска Унија. Ние практично и немавме препорака. Вордигот беше Европската комисија е спремна да даде препорака штом се исполнат овие следниве кредибилни избори, итните реформски приоритети. Тоа беше 2016 година, која што зборуваше за заробена држава и така натаму. Значи, они не само што немаше сериозен обид одговорен ова прашање да се погледне во очи, туку и други, па плюс со таа политика, битката за идентитетот да се врати 2000 години натаму, кој има посилни права врз Александар Велики, а не во 21 век право на самоопределување и на самоидентификација, па драматично ни ги сруши позициите баш околу идентитетот. Изгубивме пријатели, престанаа да не разбираат. Во Нью Йорк Таймс на насловна го имаше Скопје како главен град на кичот. Тоа ли сме ние со вакви фасадни туѓи перијали ќе се китиме? Така ли се чува автентично кои сме ние и што сме и нашата традиција? И сега дрскост е. Јас си дозволувам малку меѓутоа сакам и гледачите да видат. Тоа е дрскост да имаш 11 години, да си свесен за контекстот, зборувавме за возовите, не знаеме која ќе има следна шанса, тоа не го кажуваат сите, да гледаш како реагира грчката опозиција на овој договор и да велиш ние ќе направиме нов договор. Тоа е неодговорно, исто како што е неодговорно да се залагаш за неказнивост, дали преку амнестија, дали преку застарување на кривични дела и промена на кривичен законник, а Европската Унија имаш два клучни параграфа кои што велат мора да има правна разврска и одговорност за 2015 година, мора да има правна разврска и одговорност за нападот врз собранието од април 2017 година. Тоа е неодговорно, не можеш да викаш за ова сум, а за ова не сум. И таму има и многу разумни гласови. Мислам дека опозицијата уште не ја поминала катарзата која што ја помина општеството во нашата држава. Се надевам дека ќе најдат сили да имаат јасен профил и јасна политика, бидејќи овде не се работи за нив, не се работи за нас, за мене, за премиерот, за владава. Ние може да не сме задоволни со владава. Ама референдумот на 30 септември е прашање за еднината на државата и сите имаме историска одговорност така да се однесуваме кон тоа. Ова, да се нема став на 20 и нешто денови пред таква крупна историска раскрсница, Платон има. Можеме да го разбереме детето што се плаши од темница, ама како да ги разбереме возрастните што се плашат од светлина? Наша задача е, ако сме се нафатиле да се бавиме со политика, да кажеме ние мислиме ова е вака, заради ова и ова, и јас стојам пред вас, а вие сакате следете ме, сакате не, одлучете со вашата совест. Ова е како ној што ја пика главата во песок, ама кај ноевите така бараат храна. Кога луѓето пикаат глава во песок, тоа е бегање од одговорност. Јас може би требаше да имам сега некој, ама ќе има и такви дебати. Ајде да ме прашам, господин Сулеймани, ќе кажете вие, но еве да ме прашам малку и од аналитички аспект, бидејќи бевте долго во политиката за овој став на опозицијата, бидејќи пречесто се зборува за тоа дека нема став ВМРО ДПМН. Анкетите кои до сега излегоа во однос на поддршката за договорот покажуваат поддршка генерално кај поголемиот дел од граѓаните, но сепак покажуваат поголем отпор или нема поддршка кај етничките македонци, кај поголемиот дел. Ми се чини негде од прилика 55-35 ли беше односот, од анкета до анкета. Тоа е драстично изменето сега. Добро, не знам, до сегашните анкети ги коментирам. Дали мислите дека можеби немањето на став на ВМРО ДПМН бидејќи тие не можат да изградат сега функционална стратегија, бидејќи се растргнати од една страна од очекувањата
од меѓународната заедница, нивниот обид да ги поправат односите со меѓународната заедница, но и од мислењето на граѓаните. Ја прво сакам еден феномен да објаснам, јас бар како го сваќам, што настана или што се случи после последните избори. Нешто драстично во Република Македонија. Што ништо не ја кошташе Република Македонија, а на некој начин донесе голем пресврт. Како тоа се објасна? Скарани со сите држави, од еднашка пријатели со сите држави. Мислам, тактичката или стратешката, тактичка повеќе не стратешка, можам да кажам, на ВМРО-то по минатата власт беше. Не можам да ги говорам дека тие не се залага, не се труде. И се залага, и се труде. Ја верувам дека и сака да го решат проблем. Но направи една голема стратешка грешка. Кој јас си го пошкрам да го објаснам со една анекдота. 7 рабини сака да градат синагога. Цело време се карат. И никако синагогата да ја градат. На крајот некој му кажува што е проблемот. Првото вика има еден стар рабин тамо во село, во некоја планина, да идем да го прашаме, тој е мудар и веројатно знае. И да еден го прашува, вика ја не знам вика да ви кажам. Но на испраќање му вика само една работа знам. Вика еден меѓу вас е светец, ама кој е не знам. Овој се враќа и ми ја кажува приказката, и оние не знаејќи кој е светецот, почна меѓу себе да се гледаат како светци и синагогата да се гради. Значи, позитивниот пристап кон соседите, ако ги гледаш како добронамерни, автоматски како позитивна енергија се шири по индукција. И обратно, ако шириш негативна сите ми се непријатели, ти огромна енергија ќе потрошиш, огромни средства ќе потрошиш, на крајот нема да имаш многу резултат, а само промената на ставот према работите, кој што ништо не ти кошта, огромни резултати ти носи. Добро, Онаа повикот на премиерот некогаш изгледа наивно. Јас сум оптимист, ја верувам, јас сум оптимист. И секој еден повозрастен вака, што зборува човекот цело време, јас сум оптимист, ја верувам. Ама где се таа ја верувам, почна повеќе луѓе да веруваат. Не само кај нас, туку почнува и во Косово, како што рече министерот, ќе почне во Бугарија да верува, ќе почне во Србија да верува, и полека регионот почнува да верува дека може да биде поинаку. Ако ние се заглавиме во тоа, нас не бива, ние сме непријатели, историски не можеме да се помириме, никош овие работи нема да ги надминеме, овие ние ќе заглавиме. Само еден потез, еден пристап. Тоа јас сум го осетил, искрено да ви кажам, за време на 2001 година, за време на конфликт кај покојниот господин Трајковски, и сега тоа прв пат се слуша во Република Македонија оптимизам. Ја верувам, јас сум оптимист, ја верувам, ја оптимист. Тоа на прв просто изгледа наивно, дури. Чека еден пример. Ама знаеш, полека повеќе луѓе почнува да веруваат. Се шири една позитивна енергија и почнува веќе луѓето да сваќат дека нештото се менува. Сега, кај ВМРО ДПРМ има став дека оние тој став, како да сака да го менуват, но не можат преку ноќ да го менуват. И сега, да, ние сме за НАТО, но се уште ова. Но како? Првата работа за секоја цел е првата работа. Зошто ќе го правам тоа и како ќе го направам тоа? Без одговор на овие две прашања, никаква стратешка цел не може да постигнеш. Јас ќе го решам, ама без одговорот на тоа како ќе го решам, вие останувате еден, како да кажам, наивен оптимист, затоа што не давате одговор на прашањето како. Сега не сакам ја да обвинувам. Да, се испробува повеќе варијанти. Ова, 10 години, 11 години. Но, како е, ако плюс се земат околностите во кои живееме, кај што се повеќе се комплицираат во меѓународната политика работите, кај што
на многу места пукат шаловите од меѓународното право, дури да кажам, каде што се повеќе и повеќе либералната демократија под притисок на илиберални демократии, кај што во име на стабилност, во име на развој се газат некои основни принципи. Врз основа на тоа се шири во меѓународните односи, кај што веќе почнуваат да вредат правилата на џунглата, а по правила на џунглата се знае кој газата е најсилниот е газда. И што му останува на послабиот, која веќе, уште Хобс го кажува, нема отеднашка конфликти, homine homines lupus est. Вика, ќе се појават знаци дека доаѓа време на конфликтот. И мудроста на политичарите во таа работа да си најде сила да се. И во овој момент, јас се надевам дека и опозицијата ја најде сили да владата, и јас ја критикувам, дури еве нека биде за ова работа, да го скинеме од дневниот ред прашањето НАТО ЕУ еднашка, и на крајот после место еден часовник да ставиме 2 часовники од другата страна да ставиме да видиме кој па повеќе пари ќе врати. Ама за да тоа дојдеме до тоа да гледаме часовници која влада повеќе прави, мора тоа на 30 да положиме испитот. И дефинитивно оние веќе не ќе имат топка со која што ќе играат НАТО, ЕУ и ИМЕО. Да ги скинеме тие две крупни прашања и да оставиме енергијата поинаку и да видиме тогаш со овие натре работите како големи работи имаме и не чекаат и сите треба да се нафатиме да ги решиме и да ги критикуваме сигурно дека ќе треба и како да ги критикуваме за некои работи, ќе ги критикуваме и сега ги критикуваме, но во овој момент јас мислам дека многу е битен да се сплотиме заедно, ако треба по стилот на папата, да седнеме да ги затвориме во една просторија, сити додека не се договорат, додека не изгледе тој шадот, да не ги пуштиме, но мора одговор да има. Добро, на Балканот до сега сите мировни договори такви беа и политички се затвараат во една соба и додека не излезат. Не. Мислам за ова, мислам дека ако можеме да се, например, да се договориме дека сите си ја сакаме Македонија, како прва премиса на помирувањето. Да не правиме конфузија, мојата партија е Македонија. Ако ја не сум на власт, толку од држава. Нема врска. Сите, еве си ја сакаме Македонија и да имаме еден чесен надпревар, кој поише го бива, кој е поефикасен во служењето на народот, кој се бори повеќе против корупција, кој е почесен, кој е поработлив, кој има по-сериозна визија и повеќе пријатели. Малку во такви работи се надпреваруваме, кој ќе има пиза резултатите. Образованието ни е слабо. За здравството сите знаеме какво ни е. Знаеме каков ни е урбанизмот, знаеме каква ни е животната средина. Може ли во тие работи што сите ги осеќаме да се надпреваруваме малку по-продуктивен еден? Мислам дека они не гледаат, ако овој процес успее, во заблуда се дека нема за нив политичка игра. Овој процес, 30 септември, да се затвори ова прашање, да влеземе во НАТО, да почнеме. Мислите дека за тоа тактизираат? Може би се искрени, не знам, може би гледаат, ама не ми има логика. Треба да кажат и да објаснат каков им е ставот, што им пречи, ама да нема небулози од типот така наречениот договор. Значи, мора да сте сериозни ако играте во сериозни моменти. Зошто е така наречен? Имаме правен основ резолуции на Совет за безбедност. Разговараме со Грција, од која постоиме како независна држава, од 93-та. Еве, а инаку и од 91-та имало разговори. Беше поминат низ влада, мене ме овластија, јас го подпишав, отиде во како може да се нарече така наречен. Како може да се прави небулоза, ама ова било спогодба, а го викаме договор. Синоними се. Прашајте било кој експерт по меѓународно јавно право, ќе ви каже, декларација е различна работа, нема правна, не обврзува правно. Инаку ова можеме да го речеме и компакт, можеме да го речеме и пакт, можеме... Сакам да кажам, малку поголема доблест во вакви моменти, а тешко е да се шпекулира каква е, ама можно е
Јас мислам дека тие треба да речат, нека ја фрлат одговорноста врз нас, огромен дел, нека кажат, добро, важно е, ние веројатно подобро ќе направевме, ама бидејќи е важно и бидејќи е шанса, ајде да ја зграбчиме и нека не направат партал на прашање што може би има простор да не критикуваат. Нека бидат подобри таму. Таков надпревар нека. Мислам дека има игра за нив. Ама за да бидат доблесни треба да се расчистат со ова претходно што го зборевме, одговорноста за минатото и да не напаѓаат со небулози ова било правно укинување на македонскиот народ. Срамота е. Мислам, нека го семат, нека го видат, нека го прочитаат членот 7 што вика за Македонија и за македонци и за македонски народ. Да. Добро, мораме да направиме кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото, имаме уште малку време за дебата.